Али тоа прифаќање на реалноста, господин Османи, е условно. Во смисла на тоа, да, ја признаваме реалноста, но при тоа инсистираме да се признае дека македонската етногенеза е бугарска, македонскиот јазик е кодифициран врз основа на западно-бугарски дијалекти. И дали е тоа практично проблемот кој што го кочи процесот на договарање? Видете, реално таа формулација е предложена официјално од Република Бугарија на еден од кореперите пред одржување на ГАК како решение. Дека доколку ние ја прифаќаме историската реалност, Република Бугарија ќе ја прифати сегашната реалност. Меѓутоа, мислам дека тој став во моментот е сепак рефлексија на недовербата создадена од договорот и од процесот кој што сме го создале. Бидејќи во право се тие што велат дека договорот не го предвидува, не ја предвидува оваа тема за разговори. Договорот предвидува дека историските комисии ќе ги разгледат историските аргументи, ако може така да се наречат, како основа за градење на заедничко одбележување и градење на доверба. Да ве преведам, ако бугарите видат поголем ангажман на планот на спроведување на договорот, тоа што тие сметаат дека треба да се види на тој план, тогаш би се откажале од инсистирањето реалноста да биде дополнета со ова за што зборувам дека има бугарска генеза. Не гледам друга алтернатива, бидејќи не постои простор дека може да има таков договор за една таква формулација. Меѓутоа, гледам дека во сршта на проблемот е недовербата, недоверба која што постои помеѓу општествата подолг период и помеѓу интелектуалци, научници, историчари и политичари. Меѓутоа, недовербата се пренесе и на договорот, чија што улога беше да ја врати довербата. Тоа ни создаде проблем кој што потоа еволуираше во една ваква форма на резолуција, декларација на собрание со вакви верзии на дефинирање што било и што е сега. Ова инсистирањето да се признае бугарската основа и на јазикот и на народот. Убеден сте дека Бугарија е подготвена да се откаже од тоа? Мислам дека тоа е духот на договорот. Не гледам алтернатива од фактот дека преку процес на научно согледување на историјата може да се дојде до констатација дека историјата како мост, а не како зид. И тоа е духот на договорот. Тоа е начинот кој што сме го договориле двете страни во 2017 и сме го прифатиле како модус операнди за решавање на разликите. Но ако Бугарија упорно инсистира на тоа? Мислам дека решението е во враќањето на довербата во процесот. Не гледам друга алтернатива дека може со декрет да се решат овие прашања избегнувајќи го договорот и инструментите на договорот затоа што на моменти имаме недоверба. Ако имаме недоверба во договорот, да ја вратиме довербата.